како што се двоја крилата условно во СДСМ на не знам Струмичко и Скопско, сега се дели членството на ВМРО-ДПМН на мицковистичко и груевистичко и дали тоа можеби ќе резултира во иднина со некакво вакво сценарио и за ВМРО-ДПМН како што доживеа и СДСМ, бидејќи СДСМ Никој не е вечен у политиката. Бидејќи СДСМ најголемиот проблем го имаше заради тоа раслојување и одвојување во други фракции. ВМРО-ДПМН ги менила своите лидери на едиповски начин, а СДСМ ад катедра. Промената на лидерите во ВМРО-ДПМН следела еден патерн кој е следен. Се појавува нов лидер, влегува во кавга со претходниот, победува и ја зима целата контрола врз партијата. Истото се случи со Никола Груевски и Љупчо Георгиевски, истото се случи со Христијан Мицковски и Никола Груевски, и од тоа партијата излегува со чист наратив. Да, со лузни, тогаш се одвоја ВМРО вистинска, ВМРО народна и така натаму, меѓутоа корот останува недопрен и останува чист од опашки. СДСМ секогаш кога менувале лидери, со старите се обидувале да создадат АД, акционерско друштво. И тој да има акции, и овој да има акции, и овој да има акции. Тоа не ги носи кон ефикасно спроведување политики. Ако сегашниот председател на СДСМ треба да ги преговара своите решенија наназад со сите председатели на СДСМ, нема таму напредок. Добро. Бидејќи ова ќе се согласам, само во делот дека се расправале, тоа беше Љупчо Георгиевски си предизвика конфликт затоа што сакаше да го третира Груевски како некој што ќе му ја топли фотелјата и он ќе дојде дека се врати назад, Груевски не му дозволи па се спука. Ама во ситуацијава сега со Мицковски и Груевски не е баш така, од проста причина што Груевски ја си даде оставка, Мицковски беше избран во Валандово и Груевски си отиде и не му се мешаше во апсолутно никаква на едно ниво не му се мешаше на Мицковски како ќе раководи партијата. Денес имаше и во не само денес и во претходниот период имаше ситуации кога Мицковски го напаѓаше Груевски, експоненти на Мицковски го напаѓаа Груевски. Ама денес пак се случи една интересна работа, Гордана Јанкуловска го нападна. Го нападна Никола. Кажа Милош. Да, го нападна Никола Груевски. И тоа прилично безобразно во смисла тој не бил храбар, избегал, од држава се издегал како да оди на одмор со кола, значи некој му погледал низ прсти. И така натаму се не сеќавам сите квалификации што му ги даа Гордана Силјановска, која што 16-17 години му била соработник, еден од најблиските, ако не најблизок соработник на Никола Груевски. На кого и бил понуден, барем од она што после го врати Груевски во одговор до Јанкуловска, тој пиша и тебе ти беше понуден азил и ти беше најсрекнен што ние ќе имаме можност за азил. Зашто и ти не го искористи тоа право, наместо тоа рече и напиша Груевски одлучи да ги предадеш твоите колеги во СЈ, во обвинителство и пред суд, да признаеш вина за нешто што нема вина и да ги заглавиш и другите луѓе. И зошто мислиш дека со клеветење на други луѓе ќе добиеш некаква функција, ќе се додвориш на некого, ќе се улижиш? Се прашањето ми е, вакво слично сценарио гледавме ние во СДСМ и тоа исто веднаш откако Заев дојде на власт. И тогаш нели имавме Куновска на едно интервју. Само што дојде Заев на власт, после 2 недели Куновска на едно интервју го нарече Заев селјак. Ивор Мицковски. Сакаш да повлечеш паралела дека не е баш паралела, дека како што се двоја крилата условно во СДСМ на не знам Струмичко и Скопско, сега се дели членството на ВМРО-ДПМН на мицковистичко и груевистичко и дали тоа можеби ќе резултира во иднина со некакво вакво сценарио и за ВМРО-ДПМН како што доживеа и СДСМ, бидејќи СДСМ Никој не е вечен у политиката. Бидејќи СДСМ најголемиот проблем го имаше заради тоа раслојување и одвојување во други фракции. Можеби не бев прецизен на почеток. Мојот впечаток е дека СДСМ кога менувал лидери, после промената на лидерите никогаш не сме знаеле кој е вистинскиот лидер.
Да. Кога дојде Да. Ковачевски се Ковачевски е или Заев. Кога дојде Бучковски се Бучко е или Бранко. И така натаму и така натаму. Додека во ВМРО-ДПМНЕ тоа била почиста поделба на картите. Без да ги коментирам личните, не знам доволно за ситуацијата на Јанкуловски и на Груевски, за да ги коментирам личните нивни вако. Ако мислиш дека сега раслојувањето на ВМРО-ДПМНЕ е возможно, јас мислам дека сега е најлошиот момент за противниците на Мицковски да го нападнат Мицковски. Мицковски е сега во залет. Не мислам дека ќе се случи раслојување денес, Денес. бидејќи сега има многу голема сила и луѓето ќе гледаат можеби ќе се чувствуваат некоја антипатија, но ќе ќутат и ќе се приближуваат. Ама мислам дека денес посадено семето на раслојување или на разединување На ќе раздор. ќе вроди со плод тоа што ќе треба. Еве ќе ти пласирам една идеја која можеби ќе ти звучи радикална. Ајде. Главниот политички проект за спасување на ВМРО-ДПМНЕ сега е да го спречат СДСМ да се распадне. Да, тоа јас сум го кажал уште првиот Значи, ден после да. изборите, да. Се согласувам 100% и мислам Затоа што тоа дека е лош преседан кој што може да им се случи после и на нив. не. Ти кога имаш две партии кои го доминираат политичкото јадро, или едната или другата ќе биде Да. на власт, Да. секогаш. Да. Ако се раслои СДСМ, политичкиот пазар не познава вакуум. Да. Тие гласачи ќе си најдат репрезент. Да. Најверојатно тој репрезент ќе биде порадикален и ќе биде по-непознат противник за ВМРО-ДПМНЕ и ќе го загрози ВМРО-ДПМНЕ на побрз начин и на посуштински начин од што стариот познат противник Што да сам? СДСМ. Така што, колку и да звучи радикално, првиот политички приоритет на ВМРО-ДПМНЕ да го задржи биополот, значи Биполарност. дуополот Да. на македонската политичка цена. Ние веќе гледаме левица и знам, имаат веќе значаен политички капитал. Тие може или да зајакнат, или да атрофираат. Ќе те потврдам дека ова е точно, дека ВМРО-ДПМНЕ во моментов ќе работи да го спаси или да го унапреди СДСМ, да не дозволи СДСМ да падне под оваа граница. Фактичка состојба се случи со прегласувањето во неколку изборни единици. Практично ВМРО-ДПМНЕ одигра, јас знам од инсайдерски да речем информации во ВМРО-ДПМНЕ, во тие локални граници на ВМРО-ДПМНЕ имаше наредба да се гласа за СДСМ, бидејќи ако гласаа за ВМРО ќе беа пропаднати гласови, немаше да добијат, а ако не гласаа за СДСМ, дуи ќе си ги задржаше нивните Можеше да пратеници. изгуби СДС и пратеник. Имаше и така можност. Не. На овој начин има насока во штабовите на ВМРО-ДПМНЕ во Крушево, во не знам каде се беше, да гласаат за СДСМ, за СДСМ да добие практично уште еден пратеник, а дуи да падне за еден пратеник, со што на СДСМ му се отвора можноста сега да добие председател на ДИК, председател на МРТВ, обвинител. Сега изгуби само дуи еден пратеник, ама пак е ист резултатот ќе биде. Да, пак е ист резултат, еден пратеник помалку има, со што де факто ова те потврдувам дека е така. Звучи како логична политичка стратегија, бидејќи политичките елити не сакаат промена на елитите. Значи, се Дури додека и таа на клапскалица противничката, постои, да, така да, е, да. тоа е окей. Се појават некои нови диви, како што викаме, Да. им се тресе столчето на двете. Ја имам уште едно прашање за крај. Знам. Мислиш дека ќе ја следи траекторијата на НДСДП? Мислиш дека ќе ја превземе позицијата која што имаше СДСМ? Затоа што неколку пати го спомнавме вечерва во емисијата, но тоа е еден голем квантум на гласови кои што се реално социјалдемократски. Што мислиш, која ќе биде судбината на таа партија? Мислам дека судбината на знам зависи од судбината на СДСМ. Ако СДСМ засили, знам ќе атрофира. Тие се системно сврзани садови. Ако СДСМ атрофира, знам ќе се засили. Дури вака во влада со ВМРО-ДПМНЕ? Дури и вака во влада со ВМРО-ДПМНЕ. Затоа што кај партиите не е само политичката идеологија, има многу работи, вработувања, Личните така е, интереси се побитни, клиентелизмот и така клиент натаму. така е. Тоа е една аждаја која мора да ја храниш. Да. Онда тогаш испаѓа дека ние на 8 мај немавме реална промена на политичката сцена, него едноставно влен беа безбедносен чадор, не знам, падобран за овие од ДУИ, знаме падобран за овие од СДСМ и у суштина добивме една влада кај што сите се заедно на иста маса. Да, ама не Може се така ама да не се влечат сите во ист правец. Да. Еве, на пример, еве ќе ти прочитам, значи БЕСА сега ова објавено,
Фатмир Лимани, внукот на Али Ахмети, на Али да. Ахмети, Фатмир Лимани ќе биде министер за социјална политика, Бесар Дурмиши за економија и труд и Седат Сулейман за заменик министер за култура и туризам. Добро. Така да нема, Али, сигурно внукот нема на Али внукот на Ахмети Али за Али Ахмети. Не, нема добро, они се дозори скара. апсење, нали, Они се абе, скарани, ама Скарани се Сакам они да за кажам- друго ниво, не Да. на тоа. И тоа не враќа на компирот месото и компир манџата. добро. Ние сме толку луѓе. Толку сме. Значи ние можеме да ги пресоблекуваме дресовите колку сакаме или може да седнеме на маса и да се договориме што ќе правиме заедно као тим. Инаку ти здрав човек за политика не можеш да најдеш. Прашај ги младиве луѓе, викаат бега политика, шанса не. Само ние будалите, мислам, Да, така е. Се согласувам. навлечени, следиме, пратиме, читаме Да. цело време. Иначе на младите, Taylor Swift, TikTok, ма каква политика не? И сега ако се вратиме на почетокот на комбир манџата, во суштина Мицкоски сега ги има сите мируди за да направи топ манџата и да испадне топ. Сега зависи од него Така што е. ќе направи. Така е. Јас мислам дека храбри одлуки на почеток ќе му се вратат 10 пати подобро во текот на мандатот, но не гледам дека е подготвен да ги направи. Се согласувам. Значи И може ние- може да биде Меркел условно кажува на македонската политичка сцена. А ако успее да ја собери левицата? Он ја на Не, некој не, начин не. ја собира, ама ќе Не, видиме. не се знае кој треба да собере за да ја собере. Па ќе видиме кој све ќе Ја испособере. се согласам највеќе со Педжа на на крај дека ние као будали следиме политика и се занимаваме со политика, а имаме толку интересно хоби. Така Може да возиме мотори и да не се занимаваме со тоа. Проблемот е што и кога возиме мотори, кога ќе застанеме пак за политика ќе правиме мовет. Така е. Да.